Законот за работни односи мора да претрпи измени во делот на договорите на определено време, бидејќи утврдуваме тренд на дискриминација на жени кои за време на бременоста се соочуваат со прекин на работниот однос, вели за Канал 5 Душан Томшик, председател на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, а по случајот со Липосава Огњановска-Ставровска, која за време на бременоста остана без работа во Балканскиот универзитет. Само лани комисијата има постапувано по 14 предмети поврзани со дискриминација врз основ на пол и род, а во врска со бременост, раѓање и родителство. Има случаи кога жените го губат бебето поради стрес, вели Томшик. Треба да се стават некои клузули во Законот за работни односи, каде што стварно ќе се гледа целокупниот контекст, нели, и балансот помеѓу приватниот и семејниот живот. Во ваквите ситуации секогаш во најголемиот број случаи кај нас се злоупотребува време траењето на договорот, кога жената ќе соопшти дека е бремена и не и се дава можност, нели, да го продолжи договорот, значи тој престанува, законски се регулирано, но не и се дозволува. Тоа предизвикува и психолошки трауми, и здравствени трауми, и сме имале случаи каде што жените го изгубили плодот. И од Хелсиншкиот комитет велат дека бројот на вакви случаи е во пораст и сметаат дека само со законска рамка може да се овозможи заштита на бремените жени кои имаат договор за вработување на определено време. Со години се работеше на нов закон за работни односи, на напредување на текстот и заштита на мајките, односно на овој, нели, периодот на бременост и мајчинство на жените, така да ние секако очекуваме да бидеме вклучени во повторно отварање на законот за работни односи и да овие прашања конечно ги решиме, инаку да постојат и предмети кои што се однесуваат на кои што ги имаме во однос на проблеми на добивање на доместокот за породилно отсуство, така да проблемите кои што се соочуваат жените во однос на овие прашања се чести и навистина мора да преземеме некои институционални системски чекори за да ги надминеме. За Огњановска-Ставровска комисијата утврди дека ректорот извршил директна интерсекцијска дискриминација, а од универзитетот ги отфрлаат наводите како неосновани. И Огњановска и од универзитетот најавија дека правдата ќе ја бараат на суд.